Добар ден, денеска со нас е доцент доктор Јован Близнаковски од Институтот за социолошко политичко правни истражувања. Причината зашто го правиме ова интервју е со истражувањето кое што Институтот го правеше во рамки на 10-тиот бран Европско општествено истражување, во кое што за прв пат и нашата држава учествува, во кој се вклучени 35 држави во Европа. Северна Македонија опфати 1429 испитаника. Па можето прво прашање, со оглед на тоа дека беа опфатени повеќе теми, ние би се фокусирале на неколку. Едно од првите прашања е каква е поддршката на нашите граѓани во однос на Европската Унија и европските вредности. Добар ден, ви благодарам прво за поканата. Пред да одам на прашањето, само сакам да им дам малку контекст на гледачите. Европското општествено истражување е голема компаративна анкета што се спроведува низ цела Европа веќе 20 години. Македонија за прв пат учествуваше во 10-тиот бран. Анкетата е направена во периодот крајот на 2021, почетокот на 2022 година. Анкетата е голема, има многу теми во рамки на неа, од политика, општествени односи, идентитети, доверба кон институции, демократија, поддршка за интеграција, семеен живот, човечки вредности, начини на справување со ковид пандемијата, значи голема анкета која што опфаќа многу теми и најинтересно е кај неа што можете да споредувате каде се наоѓате во однос на остатокот од континентот и во таа насока и ќе го продолжиме разговорот. Во однос на поддршката за ЕУ интеграција во Македонија е традиционално голема, како што сите знаеме. Некаде во првата деценија од 2000-тите одеше и над 90% на стандардно прашање дали доколку се одржи утре референдум вие би гласале за или против членство на земјата во Европската Унија. Значи во тој период била и над 90%, сега опаѓа според некои истражувања оди под 70%. Во нашево истражување на такво прашање дали би гласале земјата да стане членка на ЕУ или да остане надвор од ЕУ, ние имаме процент од 81% од нашите испитаници одговориле потврдно да остане членка на ЕУ, а само 11% да остане надвор од ЕУ. Сега важно е да се каже дека овој процент е сепак голем. Дури и да речеме дека опаѓа, дури ако го земеме тоа некој друго истражување кое што вели дека е под 70%, односно 69, пак е овој процент голем и е во линија со највисоките на континентот. Значи истово прашање се поставува кај сите земји. Во овие што се членки се прашува дали доколку би имало референдум, дали смета дека земјата треба да остане или да излезе, или во насока на некои идеи за излегување, и најниската поддршка е во Чешка, сепак превисока, 64% од чешките граѓани, например, а тоа е најниската поддршка на целиот континент од земјите членки, од тие што се аспиранти да влезат. Да. Сега поддршката во Швајцарија и Норвешка е протиставена. Повеќе граѓани таму не сакаат воопшто да влезат во Европската Унија, меѓутоа тоа е некоја друга ситуација. Нашата земја исто така има компаративно висока поддршка и во споредба со Србија, например, каде што општеството е поделено во однос на влезот во Европската Унија. Да речеме, 46% српски граѓани наспроти 46% сакаат да влезат, 36% не сакаат, а во Црна Гора поддршката исто така голема, 87%. Значи во однос на регионот нашата држава котира високо. И во однос на цела Европа. Котира високо во смисла на расположение да се влезе, да се биде дел од Европската Унија. Со оглед на тоа дека анкетата е направена 2021-2022, резултатите се објавени во 2023. Може би сега во овој момент довербата може би е и падната или пак зголемена. Дали имате индиции какво е сегашното расположение, ако е намалена, на што се должи тоа, ако е зголемена, исто така на што се должи тоа зголемување? Во моментов Македонија има комплициран однос со Европската Унија, во смисла што за влез во Европската Унија државата беше подложна на низан идентитетски остапки што не беа примени добро меѓу населението.
како резултат на тоа, значи низа идентитетски отстапки, па потоа неможност да се почнат преговори, односно некоја комплицираност на самото почнување преговори, а не па на самото спроведување. И мислам дека како резултат на тоа поддршката за влеска и населението опаѓа. И од тоа што јас го знам, последното истражување мери 69% на исто вакво прашање, најскорешното истражување. Предпоставам дека поддршката може и да опаѓа, меѓутоа пак тоа е голема поддршка за влез. Сепак треба бидеме свесни дека дека доколку референдум се одржи, населението, јас сум убеден дека ќе поддржи членството во Европската унија. Со ситуацијата каква што е сега. Значи немаме ситуација како во Србија. Имаме ситуација на висока поддршка, дури и да речеме дека опаѓа. И имаме многу малку евроскептични гласови. Значи, евентуалното опаѓање би се должело на тоа, на целата ситуација во однос на отстапките што беа направени, што не беа вратени од страна на Европската унија со некој позитивен развој во однос на преговорите. И второ, што имате и повеќе евроскептични гласови во општеството во последно време, во последните години, нешто што може го немавме пред тоа. Така, во однос на демократијата, каде се наоѓа нашата држава во однос на другите западноевропски демократски држави? Тука имаме навистина интересна ситуација. Имаше истражувањето, Европското општествено истражување, една интересна низа прашања, кај што прво ги прашуваат граѓаните да проценат кои се најважните елементи за демократија, и тоа е сега многу интересно во овој момент, затоа што имаме некој вид одредено разногласие. Ние, например, во наука често демократија поистоветуваме со процедура, начин на кој што се избира владетелот, на слободни, фер избори и така натака. Сега многу луѓе на демократија и додаваат и некои други работи, па таа станува либерална или илиберална. И во последно време, како што знаете исто на целиот континент, атрактивна е и либералната демократија, таа орбановска демократија, што тој самиот ја нарекува и либерална. И сега заради тоа се прашуваат граѓаните низ целиот континент, што мислите вие дека представува демократијата? И тука сме некаде во европскиот просек константно. Значи, нашите граѓани мислат дека е важно како дел од демократијата е прво парламентарните избори да се слободни и фер, тоа е нешто што е споделено низ целиот континент. Значи, со голема согласност околу ова прашање. Парламентарните избори се слободни, медиумите се слободни да ја критикуваат владата, владеачките партии се казнети на избори доколку работеле лошо, судовите се однесуваат кон граѓаните исто, и уште некои други работи, да не ги редам сите, меѓутоа во овој дел е важно да се каже дека нашите граѓани, слично како и граѓаните во другите европски земји, подразбираат под тоа што представува демократија. Значи, некои од овие елементи што ги прочитам. Сега, од друга страна, кога станува збор за спроведувањето на демократијата, имаме тотално спротивставена ситуација. Нашите граѓани се меѓу земјите кои што најлошо го евалуираат спроведувањето на демократијата. Така, например, нашите граѓани во многу мала мера сметаат дека парламентарните избори во земјата се слободни и фер. Тука сме во друштво со Бугарија, Црна Гора, Србија и Хрватска, Полска, кои што се меѓу покритичните земји, а на обратната половина се на Норвешка, Финска, Шведска, Швајцарија. Значи имаме јасна разлика. Ние сме во некој дел со овие посткомунистички земји, главно од регионот, кај што граѓаните лошо ги евалуираат изборите. Не сметаат дека се фер и слободни. Истото важи и за состојбата со медиумите. Дали имаат слобода да ја критикуваат владата? Не сме сосема на опашката. Таму се повторно Бугарија, Србија, Грција и Унгарија. Ние сме некаде према просекот, но пак сме во долната половина во Европа, испротивно од овие поразвиените земји. Истото важи за некои други индикатори. Нашите граѓани помалку од граѓаните во другите европски земји мислат дека партиите во земјата нудат јасни алтернативи една наспроти друга, со други зборови мислат дека партиите се исти, дека нема голема разлика меѓу нив. Една работа што претходно заборев да ја споменам е интересна, нашите граѓани на демократијата и придаваат некаков
економски момент сметаат дека демократијата треба да донесе до некоја економска благосостојба и тука сме малку различни од европјаните. Барем од тие во поразвиените земји кои што не ја поистоветуваат демократијата со добра економска состојба. Сега кај нас во овој однос исто граѓаните се многу критични. Заедно со Бугарија, Хрватска, Словачка и Португалија сметаат дека владата прави премалку да ги намали разликите во приходите. Во спротивност со земји како Швајцарија, Норвешка и Финска, повторно тие се појавуваат таму најгоре. Нашите граѓани исто така ја оценуваат односот кон судовите, па еве сме пети од позади што се вели. Дали судовите се однесуваат кон сите граѓани исто, нашите граѓани сметаат дека тоа не е апсолутно случај. Каква е поддршката? Еве, колку верува дека судовите не работат? Имаме овде скала од 0 до 10 и вадиме просек. Скалата е од 0 до 10, значи има 11 нивоа. Кај нас изјавата дека судовите се однесуваат кон сите граѓани исто е оценета со некоја просечна оценка од 3,1. Значи, ако максималната е 10 и во Норвешка е 8, во Финска е 7,5, Швајцарија 7,2, во Македонија е 3,1, во Бугарија е 2,5, како најниска. Така да пак сме на тој некој по-низок дел. Е нешто кај што позитивно евалуираат нашите граѓани е во однос на заштитата на правата на малцинските заедници, тука сме горе. Заедно со Швајцарија, Финска, Чешка и Норвешка. Значи, нашите граѓани мислат дека сметаат дека правата на малцинските заедници во оваа земја се заштитени, на иста таква скала со просечна оценка од 6,9. Во Норвешка е 7,5 како највисока. Пак ги пробам да ги ставам работите во контекст, а во Италија е најниска со 4,9. Така да тука сме над. Значи, она едно општество за сите на некој начин функционира. Па според не знам дали не би можело ова да кажам дали функционира, ама дека постои перцепција меѓу населението дека функционира, да, постои таква перцепција. Според овие податоци. Така, и исто така имаше еден податок дека нашите граѓани на некој начин сакаат лидер со цврста рака каде што ќе биде над законите. Ако убаво се сеќавам на едни од табелите што ги гледав пред да се подготвам за интервјуто, на што се должи тоа зашто граѓаните сакаат лидер кој што ќе биде над законите и кој што може да одлучува што сака? Во нашата земја има традиционално присутен овој став. Таквото прашање често се користи да измерите колку е авторитарно, колку населението е подложно на авторитарни ставови. И тука имаме баш согласност и со претходни истражувања, ова е нешто што не се менува често. Тука мислам дека, не мислам него сигурен сум дека имавме исто така широка, бевме во тој некој по-горен дел во Европа заедно со Литванија, Унгарија, Словачка, Бугарија, како земји, значи ние сме тука пети. Значи нашите граѓани во голема мера се согласуваат дека е прифатливо земјата да има силен лидер кој е над законите. И ова прашање често се смета како некој контрапункт на демократија, бидејќи демократија не претпоставува силен и семоќен лидер, да. На што ова се должи? Се должи на конкретна политичка култура која што се гаи во општеството и која што била присутна од минатото. Се должи на самиот однос партии и гласачи, кај што често гледаме дека гласачите како такви се во подредена позиција над партиите, заради клиентелизам, заради популизам, заради таков однос од страна на партиите. Значи, имаме ситуација не во која гласачите ги контролираат партиите, него често имаме обратна ситуација. И да, тоа се должи на култура, се должи на начин како ги гаиме овде работите, како ја подразбираме демократијата. Значи, внимавајте, нашите граѓани, за нив е исклучително важно, над европскиот просек, да живеат во демократски управувана земја, меѓутоа во исто време е прифатливо да имаат силен лидер кој е над законите. Сакаат да имат и авторитарен лидер, а сакаат и во демократија. Да, има уште еден интересен податок за авторитарност. Например, ги прашуваме граѓаните, испитаниците, до која мера сметаат дека послушноста и почитувањето на авторитети се најважните работи кои што децата треба да ги научат.
И ова се смета исто прашање за кое што до некоја мера преку кој може да измерите авторитарност, затоа што на пример па за многу луѓе може да биде креативност нешто што треба да се научи, може да биде нешто друго. Во овој дел сме интересно први на целиот континент, затоа што со оваа изјава се согласуваат 85 повеќе од 85% од нашите испитаници. Да бидат лојални на лидерот. Да. За споредба најниските вредности се во Грција, Шведска и Исланд со околу 33%. Така да тоа е уште некој индикатор. Да, но во однос на сега начнавме на некој начин за довербата и демократијата, но исто така ако сакаат дел од граѓаните, видовме според истражувањето дека сакаат да бидат лојални на лидерот, но од друга страна според истражувањето најниската доверба кај граѓаните е токму во политичките партии и политичарите. Повторно на што се должи тоа? Звучи парадоксално. Да, маца ми е сакаме демократија, сакаме авторитарен лидер. Сакаме да имаме цврста рака, а од друга страна не им веруваме на политичарите и на во кои институции, односно нашите граѓани, најмногу имаат доверба, а во кои институции најмалце веруваат? Ќе почнам со партиите, затоа што мислам дека е исклучително интересно. На Балканот воопшто, и во Македонија исто така, ние имаме висока стапка на членство во политички партии, тоа го зборам како дел од населението кое што членува во едно истражување што го правевме во 2017-та, процентот во Македонија беше 13%. Европскиот просек во истото тоа време беше помалку од 2%. Значи, тоа зборувам процент на луѓе кои членуваат во политички партии. Значи, ние овде имаме огромно членство, а во исто време имаме вакви работи кои што ги спомнавте, доверба во политичарите, меѓу најниските во Европа, на таа скала пак од 0 од 10 во Македонија е 2,5. Најниската во Европа е 1,9 во Полска, а највисоката во Швајцарија 5,6, значи сме под просекот. Истото важи и за партиите. 2,6 во Македонија, 1,9 во Шпанија, најниско во Норвешка 5,6. Сега во Шпанија имате многу помало членство од политички партии, и во Норвешка имате многу помало членство од нашето, и сега на што се должи ова, зашто па ние имаме толкаво членство, малце ќе излезам од темата, меѓутоа мислам дека е важно на гледачите. За мене тоа е мислам дека има реална причина, тоа се мисли, е заради клиентелизмот што се практикува, тој однос на кај што гласачот гласа за партија или работи нешто за партија во замена за некој материјален бенефит, дали е тоа пари, дали е тоа проработување, дали е тоа некоја услуга, нешто да се заврши од државните институции. И мислам дека затоа имаме таква ситуација. Заради клиентелизам луѓето се приморани, имплицитно се приморани да се зачленат во партии, да бидат, да фигурираат таму, за да добијат нешто за возврат, а во исто време довербата кон политичарите и партиите е на многу ниско ниво. Во однос на другите институции, знаеме константно од сите истражувања дека скали овие кои ќе се постават секогаш, знаете, ниско оди за сите институции, ама сега тука па може да ги споредиме во Европа и само на брзинка ќе ги поминам. Например, често кај нас се спомнува дека довербата, дека полицијата има поголема доверба од влада, собрани и така натака, верувам се сеќавате од други истражувања. Да, и во ова истражување исто така има полицијата. Меѓутоа пак таа во Европа е четврта одзади. Значи полицијата кај нас има доверба на ниво четврта одзади заедно со Србија, Бугарија, Полска, Словачка, Црна Гора, Хрватска и многу пониска од Финска, Норвешка, Швајцарија, Исланд. Така довербата не е, иако е најголема кај полицијата, е ниска, таа е 4,9 пак на таа иста скала. Па имаме доверба во националниот парламент повторно четврта одзади. Доверба во правниот систем трета одзади. Значи многу ниска. Доверба во политичките партии и политичарите веќе ги поминавме. Па имаме и неколку индикатори што се интересни исто така што се на ниво на доверба. Колку сте задоволни од работата на владата? Трета одзади во целиот континент. Колку сте задоволни од состојбата во економијата? Втора од позади, повторно. Значи пак ова конкуренција на овде имаме два податоци од 25 земји. Каква е состојбата со образованието во земјата?
четврти одзади повторно. Каква е состојбата со здравството? Пети од позади во оваа конкуренција. Поентата е сето ова, граѓаните многу ниско ги евалуираат сите овие услуги, институции, па и услуги што треба да ги добијат како здравство, образование, каква е економијата, се евалуира многу ниско, компаративно ниско во споредба со целиот континент и типично во група со овие земји од Западен Балкан, понекогаш се јавува и некои од другите посткомунистички земји од Централна Европа, Централно-источна Европа. Така да довербата е на вистина ниска. На што се должи сето тоа? Очигледно на третман што граѓаните го имаат од самата власт, од политичарите, од целата состојба во земјата. Земено се вкупно. Так, и ете, за на крај последното прашање во однос на, видовме таму дека ние сепак како општество, ако во добро се сеќам во анкетата, спомнавме дека според податокот најдобро котираме во однос на етничките, односно на правата на малцинствата и има висок процент над 80%, ако не се лажам, дека да, како и да е, но ако видиме сега за дискриминацијата, доаѓаме до еден податок каде што најдискриминирано, највеќе се дискриминира на однос на етничка и национална основа. И сега, ако добро варираме и котираме на почитување на правата на малцинствата, зошто тогаш имаме исто така висок процент на дискриминација во однос на етничка и национална основа? Значи, ние во анкета имаме два сета на прашања, ќе поминам низ двете. Едните се однесуваат, ги прашуваат граѓаните дали вие лично се чувствувате дискриминирани и заради што е тоа. А вториот сет на прашања се однесува на ставовите на граѓаните во однос на различни групи, па на тој начин можете да го видите некој потенцијал на населението да поддржи или да оправда дискриминација. Сега во однос дали би се опишале како припадник на група која е дискриминирана, кај нас тоа позитивно го одговориле, рекле да, скоро 9% од испитаниците. Најнискиот процент е во Словенија 4,5%, а највисокиот е во Исланд, интересно, а не знам зашто е така, не знам доволно за исландските прилики, 17,3%. Значи ние се наоѓаме некаде во средина. Значи нашите граѓани се некаде во средина од прилика во континентот во смисла дали вие лично се чувствувате дискриминирани. Сега имаме тука малце два проблема што се методолошки, не се проблеми, него се предизвици повеќе. Прво, не секој сака да открие дека е дискриминиран заради различни причини, може да не се чувствува лагодно да го направи тоа и кога се поставува прашање, ние како научници сме свесни дека нема да го добиеме секојаш вистинскиот процент, дека има некој простор за промени. Значи тоа е првата работа што имаме таква потешкотија. Да. Сега кога ги прашуваат граѓаните зошто се сметаат дискриминирани, да, тоа ме води до второто нешто. Второто нешто е што често кај нас во последниве истражувања гледаме дека луѓето се најдискриминирани на политичка припадност. А тоа го немаме во оваа анкета. Да. За жал. Имаме друго и тука можеби влегле некој од тоа е второто ограничување што сакав да го кажам. Анкетава е европска и претпоставам дека тоа не е влезено затоа што го нема тој проблем. Па не, во добар дел од земји го има и може нешто на кое што треба да работиме да влезе, зашто верувам и на колегите од другите земји ќе им биде интересно. Сега во рамки на овие 8,9% што рекле се дискриминирани, најголем дел рекле дека се дискриминирани ради етничка и национална припадност. Многу помал број на религија, јазик, возраст, род, попреченост, боја на кожа или раса или сексуална ориентација. Што се однесува до националната припадност, втори сме на континентот. Црна Гора има процент од 6,3 испитаници што рекле дека се дискриминирани на национална припадност, кај нас е 4,2, а во однос на етничка припадност сме втори на континентот. 3,1 со 3,5. Значи, иако нашите 3,5 тоа е во Бугарија. Значи, иако нашите граѓани перцепираат дека малцинските права се спроведуваат добро, сепак и голем дел од нив рапортираат, известуваат дека прочувствувале дискриминација на своја кожа по однос на овие две
најмногу по однос на овие две параметри, етничка и национална припадност. Од податоците што ги гледав, забележав дека кај ромите ова е навистина истакнато. Приближно половина од сите испитаници роми кои што ги имавме, кои што не се премногу примерокот, но се добро застапени, рекле дека се дискриминирани на некои од овие параметри. Така да, мислам дека тоа е нешто што вреди да се истакне. Во однос на вториот дел, колкав е потенцијалот за дискриминација меѓу населението, и тука влегуваме во стварно интересни и екстремни бројки. Нашите граѓани, многу повеќе од граѓаните во другите европски земји, сметаат дека земјата станала полошо место за живење поради луѓе од други земји кои дошле да живеат тука. Значи, пак во конкуренција на овие 25 земји сме трети одзади. На што се должи тоа? Дали исто така се должи на некои кампањи што се правеа дека ете ќе ни дојдат од други земји, ќе ни ги земат работните места, па имаше сега да не се изразувам и по вулгарно дека ќе ни ги земат жените, девојчињата, па тука ќе се исламизира државата. Дали се должи исто така на тој страф кој што се наметнува на граѓаните? Има начини тоа да се истражи, затоа јас не можам со сигурност да ви кажам, меѓутоа мислам дека предпоставката како предпоставка ви е веројатно коректна. Затоа што да, сите такви кампањи во јавната сфера допринесуваат кон вакви ставови. Не мора да значи дека ќе ги направат, мора да постои меѓу населението некаква тенденција кон ова, пошто таква кампања може нема да успее во Исланд, да речеме, или во Норвешка. Меѓутоа во Македонија може ќе успее повеќе. Да, верувам дека периодот кој го имавме кај што веќе знаеме со сигурност дека тоа беа лажни вести, дека ќе се населат други луѓе и ќе се случат некакви проблеми, верувам дека има голема врска. Јас по мое знаење не гледам дека земја е атрактивна дестинација за кој било да се насели заради економски причини. Се населуваат луѓе, меѓутоа се во многу помал број во однос на европските земји. А нашите граѓани пак сметаат дека земјата станала полошо место за живење заради луѓе од други земји кои дошле да живеат овде, кои што јас едноставно не ги гледам дека се тука. Така да не знам што да кажам, мислам дека коректна ви е предпоставката. Дур не се испита, не можеме да знаеме со сигурност. Слично прашање и за економија, исто тука сме први одзети. Дали економијата дали е лошо за економијата ако дојдат од други земји да живеат овде? Нашите граѓани во споредба со сите други во континентот мислат најмногу дека е лоша работа тоа. А парадоксално на другата половина се земји како Швајцарија и Исланд, кои што се економски да речеме богати. Истото важи за културниот живот. Меѓу последните сме. И ова е последно во однос на потенцијалот за дискриминација. Тука имаме интересни бројки, се однесува за хомофобични ставови. На прашање колку се согласувате со изјавата дека геи мажите и лесбијките треба да имаат слобода да го живеат својот живот како што го сакаат, нашите граѓани најмалку на целиот континент се согласуваат од ова. Само четвртина од нашите граѓани велат дека тие луѓе треба да имаат слобода да го живеат својот живот како што сакаат. Во споредба со Исланд, Холандија, Норвешка, Шведска, Австрија, кои што имаат над 90% во ова. И последно и многу високо, доколку близок член на семејството е геј маж или лесбијка, јас би се чувствувал засрамен или засрамена. Со ова се согласуваат 61% од граѓаните и тоа е највисоко во Европа. Според тоа што гледам сме први. Апсолутно први, на второ место е Црна Гора со 39%, значи скоро не е дупло, ама ете, имаме голема разлика со тој што е до нас. И огромна разлика што го има најмалку тој став као Исланд, Норвешка 2%. Значи во овој параметар сме апсолутно победници. Победници во наводници. Така да потенцијалот за некаква дискриминација во општеството се чини голем според овие податоци. Така. Дојдовме ние речиси на крајот од интервјуто, секако постојат и други индици за дополнителни анализи и истражувања кои што нели рековте дека и не се ни целосно завршени. Но со оглед на тоа дека за прв пат учествуваме во ова истражување, дали ќе продолжиме да учествуваме и наредните години и ако не продолжуваме, зошто е тоа така? Значи,
Учествувавме по прв пат како придружна членка на истражувањето, добивме покана да станеме постојана членка. Меѓутоа, ова е одлука на државните институции, пред се владата, Министерството за образование, кој што за 11-тиот бран не потврдија учество и не се одзваа буквално на поканата за станување на постојана членка. Вчера Црна Гора стана постојана членка. Стана, ако не се лажам, 28-та постојана членка и со тоа Европското општествено истражување воедно и стана најголем научен конзорциум на европскиот континент. Значи, они црногорците успеа да турнат работата во таа насока, кај нас тоа не успева. Причините не ни се нас до крај јасни. Значи, за нас како научници, не само за ние што сме го спровели истражувањето, значи Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, него и за останатите луѓе кои што се бават со општествени науки, овие податоци се многу важни. Бидејќи како што гледате можеме да споредуваме, можеме да работиме наука и така натака. За медиумите може да бидат многу важни, ќе работите некоја тема, ќе ви биде потребно нешто го имате, а да не зборувам па понатака за државните институции кои што може да мерат до каде е работата. Знам дека реформата на судството во Португалија е тема што е блиска со нас, се прави со помош на индикатори од ова истражување. Нешто што би можели ние да го користиме, да го преземеме тоа искуство и нешто да направиме во позитивна насока кај нас за сфера во која што имаме многу проблеми, како што знаеме. Сега знаеме со сигурност дека нема да учествуваме во 11-ти бран, се пробија сите рокови, знаеме дека државата не се одзва за постојано членство, причините кои се точно не ни се до крај јасни. Не знаеме на вистина и мислиме дека како да кажам, дека е некој ред штом сите европски земји учествуваат во истражувањево, дека треба и Македонија да учествува во истото. Има и бројни придобивки. Дека се стремиме кон членство. Апсолутно да. Учеството и во вакви истражувања, членувањето во вакви конзорциуми за земјата исто така и се вреднува при преговорите за членство во ЕУ, во поглавието наука и во целиот тој дел. Така да ние лично во институтот сме разочарани од сегашна ситуација и се надеваме дека во иднина ќе се промени во позитивна насока и дека Македонија ќе остане дел од европското општествено истражување, еве барем за 12-тиот бран, па да имаме прилика и да споредиме некои трендови меѓу 10-тиот и 12-тиот бран, која немаме прилика тоа да го направиме за 11-тиот. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас.